Искра Гешовска е синоним кој ќе се спомне нејзиното име за активизам, ангажман и критичко мислење. Спрочем, заради нејзините ангажмани, таа ја доби и наградата Гете на Германскиот институт, една од највисоките светски признанија за нејзиниот ангажман. Културниот центар Јадро е местото каде што ќе ја најдеме Искра Гешовска и ќе ги поставиме прашањата од серијалот Имаме некои прашања за вас. Во најавата што ја снимивме пред ова интервју, кажав дека кој ќе речеме Искра Гешовска, кој ќе спомнеме името Искра Гешовска, веднаш го врзуваме за нешто што е културна акција, културен активизам, критичко мислење, еден поинаков ангажман на уметникот, на културните работници во општеството и така натаму. Ти со години си не само синоним, туку и активен учесник во едно такво движење. Дали денеска после толку години се уште е тоа твоето кредо? Иако знам дека кој ќе се сетам на фестивалот Крик, фестивал на критичкото мислење, знам дека тоа е се уште твоето кредо. Но има ли уште сила, има ли уште енергија во таков ангажман? Бидејќи она што ме води во животот е концептот на парезија, вистинито говорење, од атенската демократија па до Фуко, тоа е една голема тема. Тоа е храброста вистинито да се говори, должноста вистинито да се говори, а со самото за неугодните нешта во културата, во општеството, во државата. И тоа е во основата на демократијата, нели? Тоа вистинито говорење. Ке проговорам вистинито. Мотивите да се действува така се внатрешни и се прашање на една онтолошка, идеолошка вертикала која што се заснова пред се на мојата потреба да верувам во заедница, во заедничко действување за заедничко добро. Јас сметам дека и таквото действување е всушност и своевидно пријателство за заедничко добро. Но, за жал, аргументи има многу зошто човек да се повлече сосема, да се оттргне, како што би рекол Борхес, можеби да таа една поетско-анархистичка позиција на Борхес, што е нели необична, имајќи ја предвид неговата биографија, но тој вели во еден момент дека не верува веќе во државата, не верува во можноста за структурни револуционерни промени, тоа значи долгорочни стратешки промени, туку верува во малите заедници, во малите релации, групи, каде што може да ги воспоставиме тие мали општества на емпатија, на солидарност, на заедништво, она за што се бориме. Значи, активистичкото действување од перспектива на Борхес е малку анархистичко, вели државата е поништувам, не ме интересира повеќе и покрај тоа што некојаш бил дури кандидат за председател на Аргентина, но јас не се откажувам од действувањето на микроравниште. А во тој контекст, можеби во име на концептот на парезија, слободно говорење, значи за заложбата за слободното говорење е секако критичко говорење. Ако зборите слободно за неугодните работи, тогаш секако тоа е критичко говорење. Значи и од оваа позиција на Борхес, да, јас се уште сакам да верувам дека може да се случуваат промени кои што нема во мојот свет тотално да го девастираат она што е иманентно на човештвото, а тоа е да се биде во една праведна заедница. Не знам што да кажам, не е едноставно,
особено во општествата на едни кршливи демократии каква што е нашата, да се действува на тој начин и да се верува се уште дека треба да се действува, не е едноставно. Сите аргументи одат против таквото действување. Одат нели во тоа дека треба во една исихастичка позиција да се ставиме во една целосна ескапистичка, ако сакате, но исихазмот не е ескапизам, ама како и да е. Но јас се уште би сакала да верувам дека може чекор по чекор. По младите генерации, за жал, не се толку убедени и јас ги разбирам и јасно ми е зошто. Може би ние со некакво поинакво политичко, етичко и естетско, би рекла, наследство, може би се уште имаме утопија некаква, но сосема ги разбира младите генерации зашто се откажуваат. Имам неколку прашања, едно прашање подоцна и на таа тема, но сега да ја повлечеме пак линијата која ја спомна Борхес, Аргентина, кршливите демократи и ситуацијата во која сега се наоѓа светот, што секако не е нешто што не допира до нас, напротив, на некој начин не допира и ние сме дел од тој голем свет во кој се случуваат сериозни промени политички. Пред секој не можеме да ги елиминираме ако сакаме да зборуваме и за култура, за уметност, за критички пристап и така натаму. Значи светоци сме на една крајна експанзија на крајната десница, на авторитарната мисла, на тој тип на преплавување на општествата во кој се повеќе и повеќе доминира тој тип. Па во таа смисла претпоставувам дека не можеме да си дозволиме луксус, иако е тоа ќе речеме еден принцип на личен избор, но не можеме да си дозволиме луксус да не одговориме на тие движења со овој тип на ангажман кој ти го застапуваш, критичко мислење, критички пристап и така натаму. Го гледаме ли просторот таму што треба да се прави? Многу важно и комплексно прашање. Јас длабоко верувам дека имаме одговорност да не се повлечеме. Просторот се стеснува. Кога ја спомнав кршливата демократија, токму на тоа мислев, на ставањето под знак прашање што е сега демократија. Нели, повторно, сите ги знаеме кои се демократските принципи, вклучувајќи го и слободното говорење, но сега крајната десница се повикува на таквите концепти. Овие мултибилионери, билиардери, не знам веќе, не можам во бројки тоа да го поимам колку какви се тие цифри со кои тие располагаат, тие се повикуваат сопственици на социјални мрежи, не знам што, кои што добиваат и политички функции, како што гледаме сега, и тоа сериозни политички функции од кои што може да го обликуваат светот. Значи, тие го користат дискурсот за слободниот говор, за, не знам, слободните простори. Борбата е многу комплексна. Порано во давнина била поедноставна. Би рекла дека дури и Втората светска војна е поедноставна. Имате, се знае, зборуваме за фашизам, дека се добрите, дека се лошите, се бориме. Но сега во овој простор е се измешано и злоупотребено. Сите наративи кои што ни биле нас императивни, од типот слобода, демократија, солидарност, заедништво, сето тоа е злоупотребено од јазикот на овие, како што Варуфакис ги нарекува некакви братства, кои што се поврзуваат заради интереси само, кои што се непоимливи интереси. Тоа е така од поодамна, не е само од сега, ова е сега некој врв. И во таквиот свет на страдање, гледаме, видовме во последниве, не знам, 10 години, 15 години, а може би повеќе, но во последниве пак 7-8 години видовме ужасно страдање, непоимливо во 21 век живееме, што се случува. Илјадници, стотици илјадници деца
слаби луѓе се згазени, поништени, па како мирно да спиеме и како да речеме дека ќе се откажеме и немаме одговорност. Работата е сега, она што го поставивте како прашање, кои се моделите? И јас немам одговор, претпоставувам светот нема одговор се уште за тоа на отпор. Кои се моделите на отпор и би рекла на артикулација и концентрација на гневот. Бидејќи ние и со сета љубов имаме гнев во нас, затоа што гледаме како се распаѓа планетата Земја и луѓето во неја. Луѓето се, за жал, виновни што се распаѓа и планетата Земја. Така што јас мислам дека и понатаму ќе ја барам силата во луѓето овдека, но и во луѓето широм светот кои што ми се сродни, бидејќи јас верувам во такви поврзувања, не во национални идентитети, верувам во културни идентитети, друг тип на вредности кои што не поврзуваат, дека ќе ја бараме заеднички, ќе го бараме заеднички моделот, барем малку да се ублажи ова страдање кое што му се случува заради малкумина на светот. Можеме ли во нашата земја, во нашето општество да ги пронајдеме, да ги идентификуваме, дали се препознатливи тие точки на отпор, да речам, или на енергија и динамика која да се врзам за твојот одговор, која ќе се поврзи со тие движења во светот, за да имаме модел и одговор на овие процеси. Во мигов ми се чини, или неколку години наназад, ми се чини дека луѓето се во резигнација, немам друго збор. Зборуваме за нашата. За нашиот општествен контекст и политички контекст. Оние луѓе кои што влечеа во отпорот, кои што укажуваат на потребата да постојано да има флуктуирање и промена на тие хиерархиски полиња на моќ, да има смени, да има или некакво поравнување, некако се во резигнација. И мислам дека тоа е некој нормален процес ако ја гледаме целата политичка историја наназад, па и културно-политичка историја наназад. Мислам дека тоа се нормални работи, но јас сакам да верувам длабоко дека од моментот на резигнација и на апатичен конформизам, би рекла, ќе се случи полека и полека чувствувам како да се случува, трошка по трошка се случува повторно враќањето на таа артикулација на незадоволството или гневот, еве зошто да не го користиме тој збор. Има поединци, но сега е работата како да се организираме одново. Бидејќи ние во ово општество во изминативе 33 години постојано се организираме и реорганизираме и претпоставувам дека постои мал замор, а ја немаме таа сила сето тоа да од имплозија да се случи една експлозија, како да ја немаме таа подготвеност. Тоа е моето чувство, но мора да најдеме начин да... Ако мора да најдеме, можеме ли да погледнеме сега, ме инспирира вашиот одговор, во соседството, да речеме, и да обврзам тоа за социјалните мрежи, ангажманот на младите, меурите во кои тие живеат и така натаму. Во Србија, движењето на студентите, на младите во Србија, покажува дека тие не прифатија да останат во меурат на социјалните мрежи. Да. Туку еве излегува на улиците, се поврзуваат, има движење, има енергија на улиците. Не е таа енергија на социјалните мрежи. Тоа е повторно исклучително важно, ги поставувате темите, тоа е клучната работа. Како да и се вратиме на гората, како да се убедиме дека гората е таа што е важна, дека гората менува. Социјалните мрежи може да бидат
мал потека, да не збориме, повторно сега ќе бидам адвокат на ѓаволот, дека социјалните мрежи ги поседуваат оние против кои што се бориме. Мислам, никако тоа не смееме да го заборавиме и се повеќе треба да го имаме на ум и тоа да биде еден од моделите на отпор. Како па имало низ вековите, имало начини да се организираат луѓето и тоа посериозно револуција да прават без социјални мрежи. Така што тоа е клучната болка. Мораме да разбереме дека треба да излеземе повторно од тој комфор апатичен, бидејќи, да не зборуваме за сите психосоцијални проблеми што ги создаваат во една личностна структура социјалните мрежи, мора од таму да се излезе, таму се сите храбри некако, мислам, се вреска, но се вреска, не се менува. Само се вреска за 5 минути, што би рекол Девид Боуи, само за еден ден, мислам, херои сме само за еден ден. А вака, ако најдеме структурно, она што се случува сега во Србија, структурно, стратешки, тактички, да ги дефинираме заеднички во агората, да разговараме, да ги дефинираме моделите на действување, да се спротиставиме на било која, на која било политички наметната доминантна нарација, тогаш ми се чини има надеж. На тој начин може да се поврзаме не преку социјалните мрежи, може да се поврзаме со разноразни движења, разноразни кругови, заедници кои што констатираат дека ова веќе е девастирачко. Да се вратиме сега на една, сето и ова е реално за која вие зборувате и за која јас прашувам, но да се вратиме, пак ќе се повикам на, вие го спомнате Борхес и тоа дека тој се откажува од државата како структура која треба нешто да придвижи, да ангажира, да помага, да поддржува и така натаму. Во нашиот контекст, како гледате на културната политика на актуелната влада, на актуелното Министерство за култура, визави, пак ќе го цитирам Борхес, односно вие ме потикнавте на тоа, визави заедниците. Ние гледаме дека има пари, се финансираат институции, се финансираат некакви институционални културни процеси, но се запоставува она што е заедница, мали средини, групи на луѓе кои се ангажираат околу некаква кауза, околу некоја идеја која е наша, која е произлегува од нашето општество. Каков е тој поглед на државата визави тие заедници? Па поразувачки, вака накратко кажано, но за жал тоа е нешто што со мали некои понекогаш амплитуди угоре, главно удоле, тоа е нешто што се случува од независноста на... И јас мислам дека, бидејќи имам моите години дозволуваат да имам сеќавање и од социјализмот, дека дори таму на некој чуден начин алтернативните исчекори, малите заедници, групи, оние кои што сакаа да се оставаа во тој еднопартиски систем, сепак се оставаа да имаат глас. Вака или онака. Тоа е некоја одлука. Значи, еднашка еден Ѓунар Исмаил, всушност, поранешен министер за култура, рече земја која што не ја препознава својата алтернативна културна сцена, ние сега тоа го нарекуваме независна културна сцена, треба да стави клуч на врата. Значи, катастрофална е ретроградноста на нашите културни политики, ако можеме воопшто да ги наречеме културни политики. Тоа се гледа и од овој конкурс, тоа се гледа и од поранешни конкурси. Значи, јас очекувам дека секој еден кој што е поставен на некаква министерска функција, а еве, во случајов, за тоа знам да говорам министер или министерка за култура, би требало да има некакви познавања за тоа што е институционална, што е вонинституционална. Овдека уште не се разбравме, овдека министрите за култура се уште сметаат дека независниот културен сектор не треба да биде поддржан од државата. Тоа е, не можам да објаснам, мислам, просто ми е непријатно, срам ми е, мене ми е срам во име на сите министри кои што го мислат тоа. Значи, не треба да одат подалеку, можат да прошетаат до Хрватска,
каде што нашите колеги од Хрватска и од Словенија веќе не ни мора да конкурираат на некакви си фондови, тие имаат инфраструктурни фондови, затоа што разбира општеството, колку и да не им оде во прилог, колку и да е тоа критички глас, разбира дека без нив нема да може ниту институционалната култура да се. Тие се ова вон институционална култура, независниот културен сектор е оној кој што го создава современото културно наследство. Не ги омаловажувам работата на институциите од сферата на културата, но она современата, живата култура, мобилизацијата на културната потреба, бидејќи независниот културен сектор е помобилен, не е гломазен, не е како институциите. Таа култура, тоа современо живо културно наследство го создава овој сектор. Страшно е тоа што се случува, значи независниот културен сектор во институционалната култура е не во прекарна, во архипрекарна состојба, ми се чини. Значи просто не можат да преживеат за разлика од институциите кои што знаеме колкав процент од буџетот земаат и во ред треба да постојат националните институции, но мора да разбереме дека не може толку вработени да има, а само десетина од тие вработени. На стотици вработени само десетина да действуваат. И она што го поставивте како едно од клучно прашање, јас се застапувам и не само јас, и повеќе мина, се застапуваме за во културните политики да влезат концепциите не за национални, за етнонационални групи, туку за културни плурални групи. Ако го погледнеме овој конкурс, па и претходно не беше нешто подобро, но сепак беше за нијанса подобро, но ако го погледнеме овој конкурс, ние ќе забележиме дека оние кои што се бават со експлицитно со родови прашања, права на жени, ЛГБТ заедница и разни други маргинализирани дејности, односно маргинализирани политички проблеми, преку културата, бидејќи легитимно е и добро е преку културата да се, бидејќи културата служи за општествени промени, тие се сосема речиси иземени. Независниот културен сектор е речиси иземен. Знаете како со 4.000-5.000 евра доделени средства, а од друга страна гледате комерцијални културни проекти кои што имаат своја вредност и важност, се поддржани со милиони денари. Значи, се е во една таков немам друг збор, таков хаос, кој што е на штета на културните политики. Ние немаме што друго да извезуваме. Нема да извезуваме квантна физика, бидејќи немаме пари за апарати или не знам што, нема да извезуваме такви некои сознанија. Единствено нешто што имаме да извезуваме е култура. Независниот културен сектор, ако некој се застапува, гледам за странски инвестиции, некој што навистина внесува во земјата и странски инвестиции, затоа што конкурираме навака натака, мораме, значи, не, и по тоа прашање елиминират. По сите можни прашања, нема никаква стратегија што и како треба да се финансира независниот културен сектор и само ова би сакала да кажам, не на примерот на Германија, на Франција и на останатиот дел од светот, сега бе во Чиле, па таму не можам да ви објаснам, мислам со како е финансирана генерално културата, особено независниот културен сектор. Сега, значи, во Јужна Америка се разбираат, ние не разбираме во западнава Европа. Во колевката на културата. Во колевката на во библиската земја, не знам, не разбираме. Значи, има во Хрватска, ете тој ни е најблизок пример и историски и секако, значи и на ниво на локална самоуправа и на ниво на
на Министерство за култура, централната власт, значи има посебни делови за независен културен сектор, посебни дејности, како што имаме, нели, визуелна, не знам, ваква, таква, посебни дејности кои што го финансираат независниот културен сектор повеќе годишно и инфраструктурно. Клучниот проблем, инфраструктурно. Плюс они имаат посебна фондација која што за поддршка на независниот културен сектор, која што е од средствата на игрите на среќа и така натаму, а плюс имаат нешто што се вика заклада за цивилно друштво, кое што целиот граѓански. А кај нас, политичарите, министрите за култура велат не треба тоа да се финансира, па тоа е против сите барања од Европска унија, ако веќе сме тргнале таму. И кога зборуваме за извозот на културните вредности од Македонија, од Скопје, Скопје, Европска престолнина на културата, има потенцијал да биде еден таков портал, да речам, од каде ќе можеме да рефлектираме, да извезуваме, да објавиме тоа што се случува во културата во Македонија, но еве луѓето кои се непосредно ангажирани или кои се непосредно засегнати од организацијата на таа манифестација, велат дека многу се доцни, дека нема ништо од она што треба да биде поставено во овој период за да може во 2028 да стартува целата таа програма. И на ова го додавам вашата сугестија дека ако се повикаме на искуствата на европските престони на културата во другите градови, таму гледаме дека предоминантно се продукти и артисти и луѓе и уметнички производи кои доаѓаат од независната сцена. Да. Така е, ние нешто доснеме, туку отиде возот, се плашам, би сакала да грешам. Отиде сосема возот, мислам, не знам, мене ми е тоа и уште една од измаглиците. Што се случува? Дали сега некои интерни интереси, ние сме клиентелистичко општество, дали пак гледаат некои интереси, ама гледајќи ги своите интереси, кој каде, на која позиција ќе се стави и кој колку ќе има лична, партикуларна корист. Не научевме да мислиме за заедничкото, само за партикуларното, ќе го испуштиме возот. Да, во секаде од она што јас знам, сите кои што биле престолнини, европски престолнини на културата, го вклучуваат пред се во организационата структура независниот културен сектор, токму заради она што пред малку го кажа, мобилноста, можноста за брзо реагирање. Ние сме научени така да работиме, бидејќи го немаме оне комфорт на месечно примање на плата. Значи, и тоа е, ние сме научени да работиме, и тоа е просто и политичка позиција во самоорганизирани структури. И таму морате да сте да мислите од содржина до реализација. Овдека јас навистина во мигов и не знам кој е вклучен. Не можам никако, кој ќе отворите таа веб страна, гледам како они црпат содржини, велат се случило и тоа на некој. Значи, они ги црпат содржините од независниот културен сектор за да набилдаат веб страната дека нешто се случува. Никој од нас не знае, дека ги користат сосема случајно, тоа го видовме. А ништо немаме никаква комуникација. Можеби некои од колегите имаат, не знам, јас лично немам. Така што низ овој пример ќе се види дека ние сме во црната дупка, дуплото дно или веќе не знам кое дно да го наречам, и дека сме дивото место и во Горан Стефановски сите ги искористи, дека да застанеме на некаква реална патека за креирање културни политики, бидејќи ова го сметам како дел од креирање на културни политики. Ние сме просто заглавени и изгубени. И на крајот од тоа интервју, кој ми причини исклучително задоволство, морам веднаш тука да кажам, сакам да ве прашам за вашиот ангажман. Имате валоризација во светот. Искра Гешовска се препознава како лик, како човек, жена која
исклучително е признаена со своите активности за она што го прави во сцената во Македонија, а и во меѓународните проекти во кои е вклучено. Впрочем, и наградата медал од Гете доволно зборува за тоа. Но како тоа, во каква ситуација ве става вас лично да добивате признание надвор, а овде во Македонија да се соочувате со овие аспекти во вашиот ангажман? Знаете како, јас тоа признание навистина го посветив искрено и јавно и таму во Вајмар, и овдека го посветив на сите мои колеги, бидејќи јас не сум самата ништо, ниту можам сама нешто да направам и навистина верувам дека ништо не сум постигнала сама. Ете, случајно дошло кај мене, но тоа му припаѓа на овој сектор и повторно благодарна сум на таа навистина престижна награда и тој комитет кој што е дел од Министерството за надворешни работи на Германија, што го препознале некој од независниот културен сектор. Значи, всушност преку мене го препознаваат и го верификуваат работата на независниот културен сектор. Таму ме прашуваа веднаш председателката на Гете институт, министерката нивна за надворешни работи, како сега што ќе се случи во вашата земја? И сега јас велам, мислам дека ништо значајно нема да се случи, бидејќи културната дипломатија, а ова е дел од културна дипломатија, е нешто што е разговор во предизборни кампањи. Нешто што сите, еве и сега во овие актуелни предизборни кампањи, полни беа устите со тие два збора, културна дипломатија, ништо не се случува. Не знаат да го искористат, не во однос на моја верификација, моје признавање, туку просто не знаат да го искористат за земјата, како некакво поврзување, еве со Германија. Ако некој би требало да е стратешки партнер наш, тоа е Германија, ми се чини, мислам, еден од поважните поддржувачи. Значи, нема никаков ефект, да бидеме реални, во име на парезијата која што ја спомнавме на почетокот на отворениот говор, нема никаков ефект, нема никаква заинтересираност. Мислам дека ние сме далеку од разбирањето на она што значат современи читања на културата. Затворени сме се уште во концептот на култура како нешто што ќе не воздигне, ќе не расположи. Слушам некои по интервју кажуваат културата служи уметноста да не расположа, да не ги отргнат мислите од лошото мрачно секојдневие. Јас апсолутно не мислам така, а оваа награда е всушност поздрав на новото читање на културата. Дека културата е политична. Овде како некој да се плаши да ја дефинира културата како политична, критичка и нешто што ќе го поддржи демократскиот и емансипаторскиот простор, така што медаљата Гете ништо не значи во оваа земја. Благодарам многу за разговор.